27 јули 2015 година, почитувани гледачи, ова е терминот за регионални вести на КТВ телевизија. Новата црква Света Петка Параскева во Кавадарци ќе биде осветена на 18 октомври годинава, веста ја потврди генералниот директор на Фени Индустри. Црквата Света Петка Параскева, која отпочна да се гради на 8 август 2010 година, ќе биде осветена на 18 октомври 2015 година. Оваа вест ја објави генералниот директор на Фени Индустри, еден од главните донатори во изградбата на црквата Герасим Којунџиев. Чест и задоволство ми е што имам можност да соопштам дека Кавадарци на 18 октомври ќе ја добие својата црква Света Петка Параскева. По се што направивме како компанија, сигурен сум дека денот на осветувањето ќе биде вистински празник за сите кавадарчани, македонци кои што се православни христијани, кои ќе ни се приклучат на чинот на осветувањето на црквата Света Петка Параскева, изјави Којунџиев. Да подсетиме дека црквата Света Петка, со која се гордеат кавадарчани, представува најрепрезентативен пример на рано христијанска црква во најчиста и најизворна форма. Во незината изградба најголем дел од средствата ги донираше компанијата Фени Индустри, потоа компанијата Кожувчанка, локалната самоуправа Кавадарци и голем број на компании и граѓани од Кавадарци. Денеска е вообичаено големите црковни храмови да се изработуваат од леани бетонски ѕидни платна обложени однадвор со камени плочи, а однатре со печени тули. Во црквата Света Петка се користи најчиста форма на триконхонс, меѓутоа во камен, една од најздравите градби која може да му одолее на забот на времето. Станува збор за прастар материјал со тампони од глина, пемза и варов малтер, што денес никој не го применува. Црквата е градена со монолитен травертин во топла природна боја, донесен од Мариово, додека ѕидарите беа донесени од пограничните македонски села во Албанија. Храмот Света Петка веќе една година се фреско живописува, а деновиве забрзано се работи на урбанизирање на дворот и негово облагородување со инвентар и зеленило. Општина Кавадарци објави конкурс за доделување на наградата 7 септември. По повод 7 септември, денот на ослободувањето на град Кавадарци, Општина Кавадарци локална самоуправа објави конкурс за доделување на наградата 7 септември. Оваа награда се доделува на физички и на правни лица како знак на признание на градот за остварувањата во стопанството, науката, публицистиката, уметноста, културата, воспитанието и образованието, здравствената заштита, социјалната заштита, спортот и физичката култура, техничката култура, заштитата и унапредувањето на животната средина и природата, како и во други сегменти на животот, трудот и творештвото, што представуваат посебен придонес за развојот на градот и за неговиот севкупен напредок и афирмација во Република Македонија и во светот. На ученици и на студенти наградата се доделува за творечки труд или континуирани успешни постигнувања во наставните и воннаставните активности, што представуваат посебен придонес за напредокот и афирмацијата на градот Кавадарци. Наградата се доделува за остварување во изминатиот период од една година, сметано до завршување на конкурсот, како и за подолг изминат период кој представува заокружена творечка или континуирана работна целина. Наградата за физички и правни лица се состои од диплома и плакета, а право да предлагаат кандидати за оваа награда имаат правни и физички лица. Предлогот за наградата треба да биде детално образложен, а за кандидатите поединци да содржи и биографија. Кон предлогот за доделување на наградата за печатени дела и други изданија се приложуваат и два примерока од делото. Како што се наведува во објавениот конкурс, предлагачот е потребно да ги наведе својот полн назив, адресата и телефонскиот број, а предлозите и иницијативите се доставуваат најдоцна до 20 август. Формулар за конкурирање за наградата 7 септември на град Кавадарци може да се подигне во граѓанско-информативниот центар во Општина Кавадарци. Синоќ околу 20 часот и 30 минути на регионалниот пат Неготино Кавадарци се случи сообраќајна несреќа. Со телесни повреди се здобиле 6 лица.
6 повредени е билансот од синокешната сообраќајна несреќа што се случи на регионалниот пат Неготино-Кавадарци кај местноста Криво Мовче. Дежурниот хирург во Кавадаречката болница доктор Благојче Митев ни потврди дека сите повредени биле во добра здравствена состојба. Во болницата лекарска помош побараа 6 повредени во сообраќајката. Ниеден од нив немаше витално загрозување на здравието. По укажаната помош сите се пуштени на домашно лекување, ни рече доктор Митев. Од полицијата информираа дека во несреќата учествувале 2 патнички и 1 товарно возило. Причина за несреќата е недржење правец и страна на движење. Сообраќајката се случила околу 20 часот и 30 минути. Патничко моторно возило Volkswagen Golf удрило во товарно моторно возило Влекач Ман со полуприколка и патничко моторно возило Opel Corsa, кои му доаѓале од спротива, информира советникот за односи со јавноста при МВР Дејана Неделјковиќ. Увид на лице место извршиле екипа на полициско оделение за безбедност во патниот сообраќај Неготино по овластување на јавното обвинителство од Кавадарци. Министерството за финансии исплати 33,1 милион денари субвенции за подршка на овоштарството. Средствата, како што соопшти Министерството за финансии, се исплатени на 1059 земјоделци. Според Министерството за финансии, целта на финансиската подршка на овоштарството е поттикнување на одржување на постоечките и зголемување на бројот на нови овошни насади, што ќе придонесе за зголемување на производството на овошни култури во земјава. Според прогнозите на Управата за хидрометеоролошки работи, неделава ќе има повисоки температури кои ќе го надминат 40 степен. Неделава што е пред нас ќе биде со повисоки температури кои ќе го надминат 40 степен, прогнозира Управата за хидрометеоролошки работи. Земјава ќе биде под влијание на уште потопла и сува воздушна маса од југ, што ќе предизвика на тамошен пораст на дневните температури, кои во поголем дел од земјава ќе бидат над 35 степени, додека во југоисточниот дел ќе достигнат до 39. Особено топло се очекува кон средината на неделата, кога долж по Вардарието и во југоисточниот дел дневните температури ќе бидат над 40 степени. Се уште важат препораките за бремените жени и хронично болните лица постари од 60 години да се ослободени од работните обврски, а работодавачите да ги реорганизираат работните активности на градежните работници на отворено, при што да се избегнува во периодот од 12 до 17 часот. Поради топлото време воведено е и ограничување на движењето во шумите и шумските појаси во период од 7 до 17 часот. Поради топлото време, кое предизвика попуштање на глечерите, се забранува движење на планинарски екипи на Алпите. Од овие причини, експедицијата во која требаше да биде и 7-годишниот планинар Ване Бошков од спортско-планинарско ориентационен клуб Антигонеа НЕГ од Неготино се одлага за 11 дена и ќе се тргне на 4 август. Вчера се одржа втората езерска винска регата. По водите на Тиквешкото езеро до Полошкиот манастир пловеа 60 учесници кои имаа можност да дегустираат тиквешки вина и ракии. По втор пат вчера се одржа Тиквешката винска езерска регата. По водите на Тиквешкото езеро запловија 60 учесници кои имаа можност да ги согледаат природните убавини, да го запознаат Полошкиот манастир Свети Ѓорги и таму да ги дегустираат убавите вина од тиквешките винарии. Покрај учесници од Кавадарци на регатата учествуваа и гости од Скопје. Организатор е Сдруженијето Винотек од Кавадарци. Тие искажаа задоволство од тоа што интересот и за оваа регата бил голем. Ова година по втор пат се сретнуваме тука на Тиквешкото езеро и ете на среќа времето ќе не послужи, колку гледам имаме за сега околу 50 учесници. Тука можете позади мене да ги видите сите учесници. Имаме интересенти повеќе, меѓутоа заради повеќе причини и спремноста на манастирот Полошкиот манастир да прими повеќе број на гости не е сега во ситуација, затоа што таму се вршат некои работи, реновирања и опремање на конаците. Така да, значи, тоа е сосема доволен број за овогодишната регата, меѓутоа не значи дека пак
до крајот на летото ние не направиме уште едно овакво дружење. Значи, целта ни е да го актуализираме ово Тиквешко езеро во туристички сврхи, затоа што има многу интересни објекти околу езерото. Значи, покрај Полошкиот манастир кој е најдоминантен и за развој на манастирскиот туризам и за во склоп заедно и со винскиот туризам, тука и црквата Свети Лазар, Бегнишкиот залив многу интересен со голем број на разни птици, значи за наблюдување на тие птици. Ќе се помене тука да го видат и овој град и се тамо до овој најширокиот дел на езерото, значи кои се тука по прв пат, имаме гости доста од Скопје овој пат и сака да го видат, да го запознат подобро Тиквешкото езеро, така да ова е сега добра една прилика. И мислам дека тоа ќе биде едно дружење добро и понатаму очекувам почести овакви дружења и поголем број на гости од другите делови на Републиката и од странство. Зошто тоа го велам? Затоа што не треба да ги искористиме овие капацитети. Видите колку имаме ни објекти овде. Тие објекти можат да ги, сега на тоа работиме, да се оспособат за прием на гости. Значи, дали за викенд, дали за повеќе денови, значи и тука и рибарството и обиколка на разни историски и културни споменици. И капењето, меѓу другото, може да се применува, значи да го способат тие објекти и така да ги задржиме гостите тука повеќе денови да имаме и да биде тоа една интересна дестинација покрај овие другите езера, природни езера кои веќе го имат развиен тој туризам. Така и ние, привидејќи Тиквешко езеро, Вештачко езеро, ама имаме можности и тоа да го направиме, ете, на тоа работиме. На Тиквешката езерска регата беа присутни и представници на Стефан Звајнари. Тие велат дека со задоволство поддржуваат активност која нуди можност за промоција на виното, но и на убавините кои ги нуди Тиквешијата. Добро, прво една благодарност до Сдруженијето Винотек, тоа група ентузијасти која што се одлучи да го организира ова винска регата, по втор пат годинава. Стефан Звајнари се приклучи кон оваа идеја, бидејќи се најде во таа приказна да ја промовираме нашата винска култура, да ги промовираме винските патишта. Сите знаеме дека виното дека оддавна се произведувало и ова е една убава идеја да се возобноват тие вински патишта. Че минатиот месец имавме винска регата по течењето на реката Црна и Вардар, ова регата сега е по Тиквешкото езеро. Убава можност да сите посетители да ги промовираме винските патишта, да го пробат вино, да го вкусат виното, да ги видат нашите археолошки локалитети овде каде што постојат одамна и воедно како крајна цел ќе биде да еден ден тоа се комерцијализира, односно да ова стане и традиционална регата која ќе добие и комерцијален карактер, каде што посетителите ќе дојдат, ќе ги видат убавините на нашата земја, ќе ги пробат нашите вина. И така се надевам на успешна регата и овој пат. И представник на најстарата винарија, која датира од 1885 година, Велкови, беше дел од втората езерска регата и тој пред нашата камера искажа задоволство што Винотек организира ваква можност за дружење и промоција на виното како белег на овој крај. Еден сум од основачите традицијата што се тера на фамилијата Велкови, четврто колено, Стефан Велков. Се тера традицијата од Тиквеш, Кавадарци и во моментот во Тиквеш работам кој што е од 2003 во М6. Дружбите се многу убави. Потребно ли е повеќе вакви начини за промоција на виното? Како не само за виното и за било што овие регати сега што го прави Винотек здруженијето, значи не мора само да испане како што е во Охрид или во Доријан, или може да биде езерска и реченка што може да се рекламират и сите оние фирми кои што се баш за овој спорт. А различен е спортот, речна регата, езерска регата, тука е малце различен тип на вака, али се е убаво да се види, а најбитна е дружбата. Дружењето на учесниците покрај во вода беше и на Полошкиот манастир. Таму се дегустираше вино и риби од езерото. Кон крајот на јуни, Винотек ја организираше и третата речна регата по водите на реката Вардар, а во план е да не се застани тука. Веќе се подготвуваат за нова организација на ваков вид промоција на виното и убавините на Тиквешијата. Општина Велес ке гради нов паркинг кај Авона. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека во тек е подготовката на документацијата.
Нов паркинг ќе се гради кај Авона. Според планот на локалните власти, тој ќе се наоѓа зад фонтаната. За сега нема прецизирано колку места ќе има за паркирање, но според општинските служби тој треба да го надополни просторот кој ќе се одземе поради изградбата на кружниот тек. Моментално овој простор е неуреден, се користи како место за дотурна роба. Тука се наоѓаат и неколку лимени гаражи. Градоначалникот Славчо Чадиев вели дека во тек е подготовката на потребната документација од која ќе се утврди колкава површина ќе има паркингот и колку места ќе понуди. По проект, односно по документацијата, по урбанистичките планови, од таа страна на објектот, моментално е корисник нели Жито, е предвидено да има таму паркинг простор. Значи, во наредниот период ќе се потрудиме и тој сегмент да го реализираме, можеби не на целиот, меѓутоа на дел ќе го реализираме за да се растерети паркирањето на овој дел на градот. Инаку неодамна локалните власти изградија нов паркинг од левата страна на градот. Се наоѓа кај Малото Мовче. Има површина од околу 3500 метри квадратни. Овде можат да се паркираат 130 возила. Според плановите на локалните власти, до крајот на годинава неговиот капацитет ќе се зголеми за уште 40 возила. Во овој период е предвидено да се отстранат металните контейнери за кои корисниците имаат соодветни дозволи. Паркиралиштето кај Мало Мовче е четврто кое го изгради општината од левата страна на градот. Паркинг простор има зад Работничкиот универзитет, кај Стармост и наспроти Центарот за вработување. Инаку од локалната самоуправа најавуваат дека во следниот период место за паркирање ќе се обезбеди и во строгиот центар на градот. Треба да се понудат 60 на места. Од општина Велес велат дека во тек се финансиските анализи кои ќе утврдат колку пари ќе чини неговата изградба. Малопродажните цени на бензините од ноќеска на полнок се намалуваат за 1 денар по литар, додека цената на дизелот и на екстра лесното се намалува за половина денар. Ваква е одлуката на Регулаторната комисија за енергетика донесена денеска. Согласно истата, литар Евросупер БС 95 од ноќеска на полнок ќе се продава по 70,5 денари, додека литар Евросупер БС 98 по 72,5 денари. Новата цена на евродизелот изнесува 53 денари за 1 литар, а на екстра лесното масло за домакинство 41,5 денари. Во Дневниот центар Порака во Неготино еднодневна волонтерска акција изведува представници на Центарот за регионален и одржлив развој. Задоволство и искрени насмевки кај штитениците од Дневниот центар Порака предизвика присуството на представници на Центарот за регионален и одржлив развој од Неготино, кои ја спроведоа еднодневната волонтерска акција во рамките на проектот на УСАИД за граѓанско општество. Целта на овој проект беше нивно стапување во директен контакт со лицата со ментален хендикеп и стекнување искуство преку еднодневно другарување и едуцирање. Во рамките на проектот тие во дворот на Дневниот центар Порака извршија реновирање на постоечкиот инвентар со бојадисување на клупите, со што го разубавија нивниот простор, предизвикувајќи огромно задоволство и насмевки кај штитениците. Иницијативата за оваа акција се потпира на сознанието дека во топлите денови штитениците најголем дел од денот се надвор, рекреирајќи се со различни спортски активности прилагодени на нивните можности. Покрај акцијата во дворот на Дневниот центар Порака, младите од Центарот за регионален и одржлив развој интервенира и во просторијата за компјутери. Ова убава и пред се хумана еднодневна волонтерска акција на младите од Неготино, освен што донесе грст радости во секојдневието на штитениците од Порака, со реновирањето на инвентарот остави и убав спомен кој ќе потсетува на нивното дружење. На крајот од вестите и прогнозата за времето. И утре ќе се задржи сончево и топло со слаб ветер од променлив правец. УВ индексот ќе биде 9, а максималната температура до 39 степени. Информацијата за времето беше последна во ова издание на вестите. Благодарам за вниманието. Имајте секое добро со нашата програма.